Од последна Македонија стана лидер по спроведените реформи. Премиерот Мицкоски задоволен од најновата тура одобрени средства од планот за раст за Западен Балкан, според кои земјава добива најмногу пари или 65,7 милиони евра. Тој вели дека уште од стартот на мандатот на оваа влада се фатиле сериозно за работа. Тоа резултирало со лидерска позиција во однос на реформската агенда во јануари, што според него ќе биде потврдено и во следниот извештај на крајот на јуни. Планот е да се издействуваат неколку стотици милиони евра финанси од Унијата. Имам интензивна комуникација со господинот Герт-Јан Копман. Работиме сите портфолија во рамките на владата и очекувам оваа позиција да ја потврдиме и сега после јунскиот извештај и овие 31 милион кои што се директна буџетска поддршка на крајот од годината да се приближиме до бројката 100. И покрај тоа што Македонија зема најголем дел од колачот од планот за раст и дури 20 милиони евра повеќе од Албанија и Црна Гора, лидерот на СРСМ Филипче критикува дека владата не сработила ништо. Тој тврди дека државава изгубила над 200 милиони евра од ЕУ поради неспроведени реформи. Тоа што сме земале само 60 милиони од можни 200, говори дека владата на Христо Мицкоски не работи на европскиот пат. Вистинскиот чекор напред се вика уставни измени. Тоа треба да се случи во земјава. На Филипчено и на сите оние кои критикуваат, премиерот им порача дека ќе посведочат на успесите на владата во поглед на реформите. Исто како што се повлекле после изјавата на известувачот Вајц, Мицкоски прогнозира дека така ќе биде и овој пат. Се сеќавате како ликува кога излезе кај за нив омилените бугарски медиуми она интервју на известувачот Вајц, па потоа никаде ги нема тие глодари да излезат и да го коментираат интервјуто на господинот Вајц кога јасно кажа дека има реформи кои што впрочем со овој извештај и Европската комисија го потврди. Според вице-премиерот Беким Сали, тоа што Македонија обезбеди 65,7 милиони евра преку планот за раст поради постигнатите реформи не е случајно. Тој вели дека овој успех е резултат на координирана работа на институциите, на посветеноста на администрацијата, на политичката одговорност и на решеноста реформите да не останат само на хартија. Тој најави дека земјава влегува во нова фаза. Во третиот извештаен период, државата пријави 21 реализирани реформски чекори. Од нив, 16 чекори се позитивно оценети, а особено значајно е што 3 чекори се беа реализирани пред предвидениот рок. Македонија ги доби парите поради реформите за подобрување на финансирањето на основното и средно образование, мерките за проширување на пристапот до дигиталната инфраструктура и IT опрема во училиштата. Од предвидените 65,7 милиони, 30,6 милиони евра ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека преостанатите средства се достапни за инвестициски проекти преку инвестициската рамка за Западен Балкан.